Јовановски Оливер, вие ќе заминете на светско првенство во крапски риболов. Ајде нешто повеќе да ни кажете каде ќе се одржи и што значи ова светско првенство за репрезентацијата на Македонија. Пред се за мене крапскиот риболов и светско првенство, тоест 12-то светско првенство кој се одржува во Англија, за мене мислам дека врв на крапскиот риболов. Од Охрид учествуваме значи двајца како екипа, тоест ја сочинуваме селекцијава, дел од селекцијава на Република Македонија. Јас, Јовановски Оливер и мојот, да речам, ортак како екипа Ѓорѓиевски Коле од Охрид. Каде ќе се одржи ова светско првенство и колку земји ќе учествуваат на него? Па 25 земји ќе учествуваат, а се одржува мислам дека во Оксфорд. Тоа е во Англија. Колку, не знам точно колку километри, 200 километри мислам дека е од Лондон. Дали сте учествувале досега на други светски првенства? Да, имам учествувано значи на уште две светски првенства, значи светското првенство во Србија 2007 година и прошлава година, значи 2009 во Франција, каде што и да речам 35 сати такмичев. Ова паролата на ова светско првенство е дали некој ќе успее да ја сопре Јужна Африка да направи хет-трик, односно по трети пат едно по друго да го освои статусот. Дали тоа може да се случи со македонската репрезентација? Па од моја гледна точка Јужна Африка многу работит, тренират, имат многу познавање во крапскиот риболов. Дај Боже, значи ние како цела селекција и како цела репрезентација на Македонија ќе се потрудиме колку што можеме, само од моја гледна точка тешко. Што мислиш, што ќе одлучи на ова светско првенство? Храна, боила, тактика? Пред се јас сум бил, значи ево во Франција можам да кажам, прво и основно во ова такмичење ќе треба да се одбере точната локација каде ќе се лови крапов, значи треба доста квалитетно сондирање, да се најде точно квадратниот метар каде ќе се ловит и за мене магичното топче е закон, тоест балата. Александар Протогеров како што доаѓа? Како еден вид навигација, да речам, Значи водач на па еден вид водач на што се дешават во другите боксови, што прават, како кој подвези, која големина на подвези, на што се фаќаат, на бојла, на тигрово оревче и тоа е. Секоја година ако борите со финансиски средства, како се снајдовте оваа година? Нажалост, баш оваа година не катастрофално. Значи 99 да речам посто се снаоѓавме со своја финансија, значи од свој џеп. До душа има некои значи фирми што помогнале со многу мала количина на пари. Најголемата мака мене ми е што во еден наврат со останатите, значи со Ѓорѓиевски Коле и Протоџеров Александар, баравме прием кај градоначалников на општина Охрид. Кратко јасно немам време. Дојде друг пат. И не знам како ќе просперират спортот во Македонија кога установиве млади спорт, да речам град, општина Охрид, градоначалник, кога не дава морална подршка, финансиска усвари подршка, не знам. Мислам дека за мене финансискава состојба е не само за мене, за сите крапџи што на светско првенство, мислам дека најголемиот проблем е финансиската состојба. Јас смогнав сили оваа година, значи да соберам мои финансиски, тоест пари, да одам, се надевам дека до година тешко. Значи сами се финансирате за ги браните боите на градот и на Македонија? Да, значи самите се финансираме, ја представуваме Македонија. Ево можам да нагласам, значи лани во Франција на 11-то светско првенство го освоивме 7-то рангирано место, значи 7ми во свет бевме. Дали нешто треба да се преземе да се афирмира повеќе овој спорт во Охрид? Па по моје мислење да. Што например? Па прво пред се градов и градоначалников на општина Охрид треба малку да ни даде малку поголема финансиска подршка, затоа што крапскиот риболов е немалку скап спорт. Пред се, за да си крапџија треба да имаш многу големо познавање, а второ да имаш доста квалитетна опрема. А опремата и тие сите редри работи ние ги имаме, значи
да речеме, едно кило бојли не коштат нас и до 1000 денари. Не е само бојлите, прашкаста храна и сосим имат и доста други работи. Така да јас колку што гледам и колку што можам од моја страна помагам, вложвам, али до сега сум немал буквално пред цел како градоначалник од општина Охрид и градов Охрид воопшто ми нема помогнато, а од страна вака за светски првенства сме пишеле писма, дописи до фирми, колку што може ни помагали. Само тоа е само 10%. Добро, ви посакувам добар успех и бистро мајстори. Бистро. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви приправивме во овие две емисии за крапскиот натпревар на Глобочица. Се надеваме дека турнирот ќе прерасне во традиционален натпревар. Се гледаме во наредната емисија со нови содржини и нови риболовни води. Не пропуштајте.